Автоплус веќе 2 години најавува можности за поголемо присуство на електромобили во државава. На наша иницијатива беа одржани многу трибини советувања настани за промоција на електромобилите како составен дел на иднината на мобилниот транспорт во светот. Постојано апелиравме на одредени мерки, привилегии и субвенции, налик на европските земји. Конечно и првите најави на мерки за голема популаризација на електромобилите во Македонија. Имено со оваа идеја се најавува воведување на субвенции за набавка на електрични автомобили како една од мерките што ќе се нудат за намалување на загадувањето на воздухот. Мерките предвидуваат увоз на вакви возила без царина и дополнителна акциза, како и повластена даночна стапка од 5% при купување на електричен автомобил. Македонската влада ќе дава субвенција од 3500 евра за секој купен автомобил во вредност од 25.000 евра, како и субвенција од 5.000 евра за секое електрично возило чија набавна вредност ја надминува оваа цена. Овие автомобили нема да плаќаат патарина на македонските патишта во периодот до 2027 година. Електричните автомобили ќе може бесплатно да се паркираат на јавните паркинзи во период од 10 години. Истовремено собствениците на паркинзите ќе имаат обврската да набават спори и брзи полначи за електромобили, и тоа во зависност од бројот на паркинг местата со кои тие располагаат. Ваквата инфраструктура за електрични автомобили ќе биде воведена и на поголемите јавни паркинзи во општините Битола, Штип, Велес, Прилеп. Собствениците на електрични автомобили ќе имаат можноста бесплатно да ги регистрираат овие возила во наредните 10 години. Оваа мерка се најавува дека би започнала да се реализира од 2017 година. Како дел од глобалното семејство на Volkswagen групацијата, Porsche Македонија како компанија се разбира уште одамна е подготвено за електромобилноста. Ние веќе први во државата испорачавме флота од 5 возила на една македонска компанија, која што е премногу задоволна. Се разбира, таа компанија беше свесна за еколошките аспекти на возилата и заштитата на околината, и токму заради тоа реши да вложи многу повеќе средства за мал број на возила отколку што тоа ќе беше случајот кај конвенционалните мотори со внатрешно согорување. Идејата за субвенционирање на електромобилноста во државата ја поздравуваме и верувам дека сите производители и импортери во државата ќе ја подржат, затоа што ќе даде еден сериозен придонес во тоа што се вели заштита на човековата околина и истовремено ќе даде придонес во трошоците за експлоатација на возилото. Главниот јас, кој што се нарекува висока цена на електровозилата, се уште во моментот, би можел да биде ублажен или намален со сериозни субвенции од страна на државата, ако сакаме електромобилноста да стане реалност. Значи, мерките што се најавени за стимулација на продажба на електрични автомобили, што треба да се случат наредна година во Македонија, се одлична новост за начинот на кој што Македонија сака да се приближи кон европските стандарди и трендови што се однесуваат до електричните возила. Досега ние како импортери имавме проблем на некој начин да ги убедиме своите принципали дека Македонија треба и може да биде пазар за електрични возила. Тие имаат еден одреден принцип каде што вика дека државата мора да има посебни регулативи за да може тие да преидат на комерцијализација на електричните автомобили на тој пазар. Сега со овие мерки што се предлагаат и треба да се случат наредната година, веќе стануваме интересен пазар за електрични возила и може да се разговара со принципалите за масовна продажба, колку би значило тоа во проценти на електрични возила. Рено Нисан како корпорација е еден од пионерите за продажба на електрични возила. Nissan Leaf е најпродавано електрично возило на светскиот пазар. И возилата кои ги нуди Renault и Nissan се во ранг на цена над 25.000 евра. Самите мерки и субвенции што се предлагаат би значило чисто илустративно дека некое возило сега што чини 35.000 евра би можело да се купи со субвенциите, со намаленото ДДВ и со намалената царина ако не е произведено во Европска унија за некои 22.000 евра,
што би значило дека електрично возило од C сегмент би бил ценовно адекватен со некое поопремено и помоќно возило сега во бензински или дизел мотор од истиот тој сегмент. Среќата на Македонија е тоа што е како мала држава ја носи оваа субвенција во времето кога автомобилите излагаат нови генерации на батерии што имаат автономија над 300 км. Сите знаеме со територијата на Македонија дека со автономија од 300 км вие повеќе во еден ден и не може да поминете, па станува веќе ова возило подобно и за поширока потрошувачка. Веќе на пазарот имаме 4 наши електрични возила и дел од нашите кадри веќе поминаа обука и дополнително кидат на обука за електрични возила. Како гама на електрични возила имаме и доставни и патнички, и Рено и Нисан имаат своји адути во оваа класа. Нисан Лиф, Рено Зоe, Рено Кангу, Нисан NV200, Рено Твизи. Самата мерка, нашите очекувања е дека прво ќе приидат на купување на електрични возила и би требало да приидат поголеми компании кои имаат поголем возен парк. И со тој возен парк, со тие возила што ги користат, изминуваат доста километри. Со тоа би покажале одговорност кон природата и кон околината во која што живееме, не само тоа, сега со мерките бесплатно паркирање, бесплатно полнење на јавни паркиралишта и бесплатни патарини, и ќе биде економски оправдано да превземат во почеток чекор за промена на својот возен парк со нешто поскапи возила, бидејќи електричните возила и со овие субвенции ќе бидат поскапи од нормалните возила, но кроз експлоатација ќе може да најдат економска оправданост. Градот Скопје, како дел од многу проекти во рамките на Европската Унија, подолго време презема одредени активности на полето на електромобилноста. Како дел од проектот Електра, во кој дел се 3 европски метрополи како центри и 8 пилот градови, меѓу кои Скопје, каде е вклучен и Автоплус, има одредени активности за подигнување на свеста за електромобилноста. Ова многу придонесе градот да направи и конкретни чекори на ова поле. Освен набавката на повеќе електрични возила за администрацијата, ангажирање на исти такви од страна на јавните предпријатија, наскоро следи и набавка на 50 електрични автобуси. Градот Скопје, заедно со Автоплус, веќе подолго време работи на електромобилноста на градот Скопје како дел од концептот за енергетски ефикасен град. Поради тоа, градот Скопје во тој контекст во изминатиот период набавивме први во Република Македонија електрично возило за потребите на администрацијата на градот Скопје. Покрај тоа набавивме 5 електроскутери и 5 електрични велосипеди, кои исто така се во функција на работењето на администрацијата на градот Скопје, со што се овозможува помала емисија на гасови во атмосферата, енергетски ефикасни се со оглед на тоа што се заштедува и енергија, а исто така се подобро употребливи, побрзи и поефикасни за дестинациите во кои што треба да оди градската администрација. Во изминатиот месец градот Скопје веќе почна да планира набавка на 50 електрични автобуси, од кои што 20 ќе бидат големи, зглобни електрични автобуси со капацитет од 150 патници и 30 минибуси. Тие ќе бидат набавени заедно со владата на Република Македонија. Процентот на учество на владата и на градот Скопје ќе биде дополнително одреден. На овој начин ќе се овозможи со овие електрични автобуси кои што имаат минимална и кои што немаат никаква емисија на штетни газови, ќе се овозможи да се подобри амбиенталниот воздух во градот Скопје и до 2030 година градот Скопје планира да околу 50% од возниот парк на јавното сообраќајно предпријатие биде со електрични автобуси. Овие електрични автобуси на некој начин ќе го заменат трамвајот
градот Скопје, кој што беше предвиден да сообраќа од аеродром до Ѓорче Петров, така да со набавката на овие електрични автобуси, кои што ќе бидат скоро 10 пати поевтини од трамвајската линија, ќе се направи исти ефект за многу пократко време и со тоа што нема да има раскопување на улиците на градот Скопје. Ние нема да сопреме тука, туку понатака ќе продолжиме да го надополнуваме електромобилноста во сите сфери, во сите јавни предпријатија, а исто така ќе направиме и промоција на правните субјекти да што повеќе набавуваат електрични автомобили, електрични велосипеди, електрични скутери, за да би можеле градот Скопје да биде што почист. Младишкиот и провокативен нов модел Q2 од Ауди е веќе во салонот на Порше Македонија, иако малечок нуди се што имаат неговите поголеми браќа, од кросоверската гама на Господарот на прстените, врвна креација, технолошки решенија, прифатливост. Ауди Q2 е мултифункционален тип на возило, кој уште на прв поглед со широчината и аголниот стил потврдува од кој бренд пристигнува и едноставно зрачи со енергија и доверба. Линијата на покривот и ниските стакла на спортскиот автомобил му даваат купеовски изглед. Особено впечатливи се закосените светла, високата позиција на маската, како и големината на всмукувачот за воздух. Задниот дел има динамична појава со долг спойлер и дифузер со заштита на подножјето. Под задната врата се наоѓа голем багажник со многу простор за спортска опрема или за сместување на купените работи после добар шопинг. Формата ја следи функционалноста и во внатрешниот дел на возилото. Во поглед на поврзаноста, Q2 нуди технологии од највисока класа. Растојанието од подлогата изнесува 20 см, па новиот Q2 се приспособува на условите и се движи низ падините без никаков напор. Популарниот кватро погон на сите тркала ја пренесува моќта од моќните мотори и ја обезбедува потребната потпора и влечна сила, без разлика дали во Q2 е вграден дизелски или бензински агрегат. Audi Q2 пристигнува со 6 мотори, 3 TFSI и 3 TDI мотори со моќност од 116 конски сили до 190 конски сили. Моторите се во одлична координација со ново развиениот 7-брзински автоматски менувач. Македонскиот импортер Порше Македонија има повод за уште едно славје. Во својот салон на Seat го донесе првиот SUV модел на шпанскиот производител. Во согласност со традицијата, името оваа новина го доби по местото Атека во Шпанија, кое се наоѓа во западниот дел на Сарагоса, во срцето на Пиренејскиот полуостров. Seat Атека е следниот најзначаен модел на брендот, по успешните Леон и Ибица. SUV сегментот нуди огромни можности, па шпанците очекуваат продажбата во Европа да порасне за 25%, а не е тајна дека и нашиот импортер го посакува истото. Покрај тоа, првиот SUV на Seat ќе биде клучен фактор за подобрување на представата за брендот. Поврзување на највисоко ниво, иновативни системи за помош, избор на режим на возење и високо ефикасните мотори се само дел од новите технологии кои го прават новиот Seat Атека еден од најиновативните спортски автомобили во сегментот. Клиентите имаат можност да изберат еден од моќните турбобензински TSI и TDI дизел мотори кои имаат моќност од 115 конски сили до 190 конски сили, со погон на предни или на сите тркала, мануелен или автоматски DSG менувач со двојна спојка. Кај новиот модел ќе бидат понудени 3 нивоа на опрема со врвен квалитет и голем избор на бои и материјали за сечи вкус, кои ќе придонесат за целосно Атека доживување.
во рамките на настанот Клуб 3 секунди, што го реализираше нашиот партнер Quattro Ruote на патеката Вајрано крај Милано, во составот на машините што достигнуваа до 100 за 3 секунди, во друштво на Ferrari 488 GTB, McLaren 675 LT Coupe, Nissan GT-R и Porsche 911 Turbo S, се најде и гордоста на господарот на прстените, моделот Audi R8 V10+. Импресионирачки, спортски, елегантно, спектакуларно, како и самиот настан, така изгледаше и новината од Инголштад, која одлично се вклопи во овој мозаик на ѕверки кои ги красат пред се безпрекорни перформанси и високи вредности. Како магнет не привлекоа ласирските светла и големите отвори за ладење. Во два дела поделени така наречени side blade креации од јагленородни влакна, заден дел со миниатурен спойлер, дифузор и 4 издувни цевки. Навистина, ако се мери според дизајнот, ова остварување заслужува да е во вакво друштво. Без претеран напор влегуваме во внатрешноста на 4,43 метри долгиот RV-V10+. Со притискање на црвеното копче го стартуваме 5,2 литарскиот атмосферски V10 мотор со 610 конски сили. Со потисок на педалата на газ ги будиме оние коњи под хаубата кои очекуваме да се разбрефтаат на свој начин по патеката. Иако сме овде да ги тестираме динамичните вредности, фрламе поглед на инструмент плочата преземена од Audi TT. Преку целата површина се простира дури 31 см широк екран во боја со висока резолуција и моќен процесор NVIDIA Tegra 30 и 2 GB работна меморија. Седиштата пресличани се со алкантара и кожа со детали од чешлан алуминиум и јаглеродни влакна. Излегуваме на патека и одбираме Race Mode, кој делумно ја исклучува сигурносната електроника. Менувачот го поставуваме во положба M и активираме Launch Control. При 4500 вртежи се вклучува спојката и конечно во свој елемент оние забрефтани коњи. Се разбира како од чега стигнуваме за под 3 секунди до 100, а потоа и до 200 км на час, па и повеќе. Во свиоците влегуваме прецизно, а пролизгувањата се дозирани колку што треба. Се чувствува динамичноста на секој изминат метар на патеката, а како го одминуваме патот и рамномерно се поигруваме со педалата од газ, така допираме се повеќе и повеќе во душата на ова остварување. Фантастично! Инаку вреди да се спомене дека откако специјализираниот тим на нашиот партнер му ја извадија маста и ги реализира сите мерења и анализи, се потврди дека Audi R8 V10+ заслужено е дел од оваа елита со која управувавме. Најдобриот круг е постигнат за време од 1 минута и 13,797 секунди, а своите високи вредности автомобилот ги покажал во првиот сектор. Највисоката брзина на патеката која ја достигна R8-цата изнесува 330,186 км на час при 8550 вртежи во минута. До 100 забрзувањето било за 2,96 секунди, а до неа му биле потребни 39,7 метри. Иако во моментов вистински хит од чешката компанија е Kodiaq, сепак во Шкода сметаат дека Octavia и натаму е најважниот модел. Компанијата официјално ја представи обновената верзија, со која се дотирани сите представници од гамата на свој начин. Главен елемент од обновувањето се двојните предни светла, кои се целосно во стилот на кросоверот Kodiaq. Предната LED оптика се нуди како опција и ќе ги замени сегашните Big Xenon фарови. Благо преработен е и предниот браник, а и магленките добиле различна форма. Промени има и кај задниот браник и предвидени се нови 16, 17 и 18 инчни тркала. Дизајнот на интериерот на Octavia останува ист, но кај највисокото ниво на опрема се нуди мултимедијален систем
Колумбус со 9,2 екран, каде што целосно се отстранети копчињата и прекинувачите. Во внатрешноста веќе е вклучено и посебно дополнително амбиентално осветлување. Реновираниот модел ги доби системите за безбедност од Superb. Палетата мотори кај Octavia се задржува, а на европскиот пазар моделот ќе се нуди со бензински и дизел мотори со зафатнини од 1 до 2 литри со моќност од 84 до 184 конски сили. Менувачите се 6 брзински мануелен и DSG со 6 или 7 степени на пренос. Новиот Opel Insignia Grand Sport во моментов е во последната фаза на развој. И покрај тоа што вака подготвениот прототип од следната генерација на моделот ја крие елеганцијата од љубопитните погледи со прилично сериозна камуфлажа, јасно е видливо за што станува збор. Opel Insignia Grand Sport е базирана на целосно нова архитектура и има значително поголемо меѓуоскино растојание над 9 см повеќе, но благодарение на значително кратките предни и задни продолженија. Таа е само 5,5 см подолга од својот претходник. Пошироките за 1 см траги и пониската за 3 см линија на покривот ја нагласуваат елеганцијата. Ford Motor Company за клиентите во Европа кои бараат простор и практичност од својот автомобил, а никогаш не би се представиле со типичен семеен ван, го наметна спортскиот мултифункционален модел S-Max. По извонредниот настап на првата генерација, титулата автомобил на годината за Европа за 2007 и над 400.000 продадени автомобили, лансирано и второто поколение на моделот. Од синиот овал посакуваат новината да го надополни успехот и според она што можевме да го доловиме дружејќи се со еден представник од гамата со дизелски агрегат од 2 литри со 150 конски сили и ниво на опременост титаниум има адути за тоа. Изгледот на новиот Ford S-Max стана многу попривлечен, нудејќи балансирана комбинација од елегантни форми и линии, како и подинамичен и поагресивен спортски стајлинг. Доказ за желбата на компанијата да понуди комбинација помеѓу визија и функција е остварена со специјалните аеродинамички елементи во предните столбови и во прозирните капаци на задните светла. Од Ford коментираат дека тоа не се украси, туку целосно функционални подобрувања кои водат кон постигнување на подобра сеопфатна аеродинамика на конструкцијата на автомобилот. Зборувајќи за иновации, новиот S-Max доаѓа со систем за адаптивна контрола, динамични диодни предни светла и со функција Glare Free High Beam, која гарантира најдобро можно осветлување на патот, без да се заслепуваат другите учесници во сообраќајот. Кога сме кај светлосниот состав, треба да се напомене дневната LED опција како и магленките адаптивни во свиоците. Новиот Ford S-Max нуди исклучително просторен и стилски интериер со одлична позиција за возачот, контролни уреди и средна конзола со елегантен изглед, како и максимален комфорт на главните седишта. Последниот ред е целосно функционален, иако не толку згоден за големи патници.
Внатрешноста може да биде трансформирана во 32 различни конфигурации на седиштата и товарниот простор, што одговори на најпребирливите и со посебни барања корисници. Дополнителен плюс тука е можноста за склопување на седиштата на вториот и третиот ред преку копчиња, интегрирани во задниот дел на багажникот. Кога сме кај внатрешноста на новиот S-Max, можеме да кажеме уште дека патниците може да се потпрат на подобрена вентилација и двозонска климатизација. Како возачот, така и неговите сопатници исто така може да уживаат во одлична звучна и вибрацијска изолација, што го прави автомобилот уште погоден за долги патувања. Корисниците можат да ги приспособат функциите преку 8-инчниот HD екран, чувствителен на допир, на централната со 3D ефекти и да управуваат со современиот систем Sync 2, кој прифаќа и говорни команди и може да се поврзе со телефон. За европските купувачи, Ford подготви неколку атрактивни мотори. Најпријатно изненадување е 2.0 TDCi со 150 конски сили, кој беше дел од тестниот модел. Моторот е во спрега со автоматска Power Shift трансмисија со двојна спојка, која е максимално прецизна, еластична, во миг делува на зададените задачи и дури само на високи вртежи потврдува дека станува збор за дизелска верзија. Нашиот модел беше опремен и со менувачи на управувачот со дискретна големина за подинамично возење. Забрзува до 100 за 10,8 секунди, а максималната брзина е 198 км на час. Потрошувачката при тестот ја симнавме на 7,1 литри во просек, што секако е далеко од декларираниот фабрички оптимум, но ние не ни возавме во идеални услови. Со новиот S-Max во Европа дебитира прецизност, систем на Ford за адаптивно управување, претворајќи го возењето во вистинско задоволство, како на правци, така и во свиоци, иако станува збор за изведба долга близу 5 метри и тешка скоро 2 тони. Системот ја оптимизира директноста на управувачот постојано во зависност од брзината, особено е практичен кога паркирате или маневрирате во тесни простори. При поголема брзина системот помага возачот да реагира непречено и прецизно со командите. Новата задна суспензија со интегрална врска исто помага за подобрување при управувањето со конфигурација од полесни алуминиумски компоненти и обезбедува повеќе динамика и значително го зголемува комфорот, па и кај оној трет ред на седишта. Новиот S-Max може да е опремен со импресивен број на системи кои ја намалуваат на минимум можноста од инциденти. Каросеријата на новиот S-Max е поцврста, благодарение на употребата на високо квалитетен челик и дополнителните системи за активна безбедност. Тесниот модел во својата опрема имаше плюс за темнети задни стакла и пакет Load Management Pack 2 и неговата цена изнесува вкупно 39.620 евра. Едно сосема случајно откритие може да биде клучно во борбата против ефектот на стаклена градина и патем да го спаси тоталното елиминирање на моторите со внатрешно согорување. Научниците од Американскиот оддел за енергетика успеа да постигнат реакција при која без особени напори јаглеродниот диоксид се претвора во етанол, кој е одлично гориво за бензински мотори и тие можат да го користат без особени дополнителни модификации. Во Бразил, на пример, близу половина автомобили се движат на етанол. Специјалистите од Националната лабораторија Oak Ridge дошле до ова откритие сосема случајно, додека се обидувале да го подобрат процесот на палење на горивото, објасни Адам Рондинон. Зедовме јаглерод диоксид кој е производ од согорувањето и се обидовме да го вратиме процесот назад. Очекувавме да добиеме метанол, а всушност добивме етанол, што е многу интересно од научна гледна точка.
Според научниците, процесот може да е многу корисен за складирање на вишокот на енергија и од електричната мрежа, например во часовите на најсилна сончева светлина, кога приливот од фотосоларните капацитети е голем, а потрошувачката мала. Вишокот струја ќе се претвора во етанол, кој е лесен за складирање и може да се користи за гориво за автомобилите. Дополнителната придобивка е дека при тоа се доловува дел од јаглеродниот диоксид во атмосферата и практично се спротивставува на ефектот на стаклена градина. Допрва технологијата ќе биде тестирана во поголем обем, но ако успее, тоа може да биде еден од најважните научни откритија на епохата. Уште едно големо откритие е постигнато случајно поради активноста, микробрановите и пеницилинот. Toyota планира да започне производство на автобуси со горивни кели FC Bus во почетокот на 2017 година. Овие превозни средства со водород веќе ги поминаа успешно тестовите и низ градски средини. Познато е дека првите два автобуси FC Bus ќе се движат низ маршрутите во Токио, а до почетокот на Олимписките игри во јапонската метропола во 2020 година се планира нивната бројка да се зголеми до 100. Еколошките автобуси FC Bus се развиени од Toyota, заедно со компанијата Hino Motors. Во движење автобусот работи со пар електромотори со моќност по 113 киловати. Како резерва во вонредни ситуации може да се користи генератор со моќност од 9 киловати. По 6 години на пазарот, Mini Countryman е заменет од сосема нова генерација на моделот најголемото мини во историјата досега. Иако со зголемени димензии, Countryman останува верен на формулата од првата генерација. Профилот е практично идентичен, а основните дизајнерски промени се концентрирани во предниот дел. Таму најдуваме на фарови со нова форма и графика, како и променета маска. Светлата користат LED технологија.
Палетата на мотори вклучува познати предлози. Фановите на бензинските мотори ќе може да изберат меѓу 1,5 и 2-литарски варијанти, а моќноста е 134 и 189 конски сили. Кај дизелите достапен е 2.0 агрегат со 150 и 190 конски сили. За прв пат британската марка ќе нуди хибридна верзија, која се базира на BMW 225XE. Тоа значи дека 1,5 литарски мотор со 3 цилиндри се потпомага од електромотор, а системската моќност е 211 конски сили. При брзина до 80 км на час, машината може да помине до 40 км само на електрична енергија. Просечната потрошувачка се проценува на 2,1 литри на 100 км. Германија ќе биде главната цел на новата кинеска марка Lynk во Европа, а тоа стана сосема јасно веќе по првото официјално представување на компанијата и незиниот прв модел, кој се случи во Берлин. Lynk е сестринска фирма на гигантот Geely, кој го поседува и Volvo, па ќе користи дел од платформите на швеѓаните. Планот на Geely е новата изведба да се фокусира над незиното масовно производство, но под премиум сегментот, каде што се производите на Volvo. Моделот 01, кој најверојатно ќе добие друго име, ќе почне да се нуди во Европа од 2018 година. Моделот 01, кој најверојатно ќе добие друго име, ќе почне да се нуди во Европа од 2018 година. Lynk 01 ќе биде изграден врз новата CMA платформа, која Geely и Volvo ја создадоа со заеднички напори и која ќе дебитира за прв пат до година во идното Volvo XC40. По него ќе следат барем уште 4 други модели, вклучувајќи компактен седан. За погонот се предвидени 2 бензински мотори, 1,5 литарски со 3 цилиндри и 2.0 кои ќе се произведуваат во Кина под лиценца на Volvo. Се работи и на електричен погон за европскиот пазар.